Најавената забрзана електрификација на Кадилак полека влегува во најавеното темпо. По представувањето на првенецот Лирик, американците гордо го лансираа Оптик. Овој кросовер со каросерија што се продека на 4,82 метри не е наменет само за северноамериканскиот пазар, туку и за Кина и Европа. Но првите сомнежи доаѓаат токму од Америка, каде веднаш по најавата дека ќе се продава за околу $54,000 беше спореден со светскиот репер Tesla Model Y, од кого е поскап за $2,500. Маркетерите на Кадилак не се загрижени за ваквите компарации, бидејќи во новиот електричен кросовер обезбедуваат високо ниво на луксус. Како дополнување на овој аргумент, се потенцира дека стандардно се испорачува со погон на сите тркала со два мотори. Има 304 конски сили и 479 Нм вртежен момент. Оптик е поставен на платформата Ultium и има пакет батерии од 85 киловат-часови кои ветува дека ќе испорача автономија нешто помала од 500 километри. Кадилак беше срамежлив за дополнителни детали, но објави дека моделот може да се освежи за околу 10 минути за возење долго 120 км со помош на брз полнач. За да ја нагласи припадноста на електричните модели на компанијата, дизајнот во голема мерка наликува на Лирик. На предниот дел доминира црната кристална решетка, светлата имаат кореографска секвенца, а се истакнува и стаклениот покрив. Моделот исто така има рачки на вратите кои формираат рамна површина и акустично ламинирано задно стакло со уникатен дизајн. И внатрешноста инспирирана од Лирик, каде главната улога ја има 33-инчен дисплеј. Тој работи во тандем со оперативниот систем на Google и го контролира аудиосистемот AKG со 19 звучници. Меѓу другото, Кадилак потенцира дека Оптик има најдобар капацитет за товар и просторност во вториот ред седишта во својата класа. Се нагласува дека стандардно доаѓа со Супер Круз, како и со асортиман на други системи за помош на возачот, вклучувајќи адаптибилна контрола на возењето, предупредување за судир и помош за контрола на слепата зона. Оптик за Америка и Европа ќе започне да се произведува оваа есен и ќе се нуди во луксузно и спортско руво. Интересно е што Оптик во Кина дебитираше пред точно 1 месец.